Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со телевизија Нова, го следите отвореното студио. Вечерва акцент ставаме на економијата. Македонската економија ќе оствари позитивни стапки на економски раст, но во колкава мера зависи од разрешницата на политичката криза. По оптимизмот од Брисел, денеска песимизам од Централната банка. Токму гувернерот Димитар Богов излезе со алтернативно сценарио за растот на македонската економија, за зголемувањето на благајничките записи, но и за во кој правец се движи македонската економија. Дебатираме вечерва со моите и ваши гости. Генералниот директор на Шпарка-се банка Глигор Бишев. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро вечер. Универзитетскиот професор Трајко Славевски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Добро вечер и за Љубе Трпевски, поранешниот гувернер на Народната банка. Добро вечер. Централната банка, како што и најавив, видовме денеска, гувернерот Димитар Богов излезе со алтернативно сценарио, имено ако досега Централната банка очекуваше растот на економијата да се движи во позитивни рамки некаде околу 3,5%, со ревидираната проекција се очекува тој раст да стаса до 1,6%, под претпоставка ако до крајот на годината кризата заврши, односно ако не се продлабочува. Колку е вклучен црвениот аларм? Па добро, ја мислам дека гувернерот и Народна банка на Република Македонија со вчерашното објавување на каматните стапки и денешната конференција во која објави две сценарија, кажа дека тие ќе бранат и ќе исполнуваат нивната законска функција, тоа е да ја бранат вредноста на македонскиот денар, девизниот курс, и дека тие се спремни да делуваат и во услови на разрешување на кризата, доколку на краток рок таа брзо се разреши. Во тој случај тие остануваат на прогнозите од 3,5% на економски раст, а доколку кризата продолжи, нема брза политичка разрешница, тога и најверојатно сите економски субјекти ќе се свртени кон краткорочно носење на одлуки и на менеджирање на ефектите од политичката криза, и во тој случај растот значително ќе успори, нивната проекција е 1,6 до 1,7%. Она што е битно да се каже кај Народна банка на Република Македонија, значи ако вчера Народна банка објави дека ги зголемува каматните стапки на благајничките записи, тие не го променија моделот на аукцијата. Значи тие останаа на модел кој што е врзан на квоти според учеството на банките во задолжителната резерва. Значи, тие во овој момент не повлекуваат ликвидност од банкарскиот сектор дополнително, туку тие само кажуваат да, наша обврска е да се грижиме за стабилноста на банкарскиот сектор, за стабилноста на македонскиот денар, и ние таа обврска ќе ја исполниме. Важна е стабилноста на македонскиот денар, особено во вакви времиња кога се створи и паника помеѓу граѓаните, имаше и повлекување на заштедите на депозитите од банките. Дали доколку економијата забави, професоре, може да очекуваме намалување и на потрошувачката, но и на извозот? Зборува за проекциите и во нормални околности е неблагородно или неблагодарно да се прогнозира. Економистите по инерција прават прогнози и тоа не им оди во прилог, затоа што многу ретко ги погодуваат, односно реалните или остварените резултати се рамни на она што се прогнозира. А камоли во услови на политичка криза, и од тука е сосема нормално да се размислува во различни сценарија. Дури има еден пристап при правењето на проекции, во нормални околности се прават различни сценарија, затоа што иднината е неизвестна. Неизвестна е кога има поголема стабилност, а кога стабилноста сега политичка е нарушена, секако дека прогнозите се поризични. Ако останува збор сега за она што може да се очекува како резултат на овие мерки најнови на Народната банка, останува самите субјекти, односно банките како институции, кои што пазарно се надпреваруваат да носат собствени стратегии, собствени одлуки, затоа што не се само сигналите кои што ги дава Централната банка пресудни за нивното однесување,
Овдека за тоа ќе стане збор и во натамошниот тек на разговорот. Туку, она што може да се забележи последниве неколку години, кај нас постои борба помеѓу банките за пазарно учество. И тука тој баланс помеѓу зголемениот ризик, економски и политички, и борбата за што поголем удел на пазарот, што е сосема легитимно, ќе одлучи како ќе се однесуваат банките во блиски дни на краток и на среден рок. Да, за однесувањето и пласманот околу кредитите ќе дискутираме подоцна во емисијата. Господине Трпевски, се очекуваше ли вакво сценарио да скрои Народната банка по продлабочувањето на политичката криза? Дали досега Македонија беше и во други вакви кризи кои можеби ни беа наметнати, а не искрирани од внатре од дома? Па, ова е по мене трета банкарска паника што ја зафати Македонија и во најблага форма е од тие три што се имаат случајно. Првата беше 99-та година за време на бомбардирањето на НАТО на СР Југославија и Косово, кога имавме преку 300.000 избеглици од Косово, народот масовно навали во банките. Втората беше 2001 со внатрешниот конфликт и третата по мене е сега ова што се случи, веќе се надминува и е најблага и мерките што ги превзеде Народна банка се очекувани, ги најави гувернерот и тие се во одбрана на денарот како национална валута и за разлика од 99-та и 2001 сега и Народна банка е многу поспремна, има огромен број на кадар, високо професионален и банките се многу поздрави отколку 99-та и 2001 добро капитализирани со висока ликвидност и апсолутно нема никаква потреба од паника. Сето ова што се случи минатата недела изгубија само оние што ги подигнаа штедните влогови и оние што ги заменија денарите во девизи, а нека не ми се лути глигор банките добија во овој случај. Така да нема потреба од паника, има доволно инструменти, доволно мерки во монетарната политика што стојат на располагање на Народна банка да се одбрани и од вакви случаи. Само еден апел, ако може, мора ова политичка криза брзо да се разреши, затоа што во спротивно, ако се продолжува, сите тонеме. И и економијата ќе папсува ако не се разреши брзо и затоа до сите и од едната и од другата страна политичари апел брзо да најдат решение и да ја остават Народна банка на мира да си го решава овој проблем. Да, трпи штета бизнисот, граѓаните, но секако и банките. Мојот ценет професор, само една мала дополна, може да не се согласи со моето мислење. Не мислам дека ова блага паника кој што тој нарече може да се споредно да се стави во исти кош со она што беше случено, со она што се беше поврзано со војни случувања или во блиско соседство или во Република Македонија. На преминот од 2008-2009 година ние имавме сериозна криза како резултат на светската финансиска криза. Во тој период, тие 5-6 месеци, Централната банка на Република Македонија интервенираше на девизниот пазар од причини што не треба сега да наблегуваме, се познати, тоа е веќе блиска историја, со околу 1/3 од девизните резерви. Сега мислам дека доколку имаат интервенирано, тоа е сосема малку во рамките на нивно редовно работење. Понатаму имаше вознемиреност кај граѓаните и 2012-2013 година со кризата во еврозоната. Тогаш обратна ситуација, луѓето се прашува, односно почнаа менуваат евра за денари, така што сосема е, вака треба да се разберат и оние кои што со под ги стекнале своите средства заштеди, но како што беше убаво кажано овдека од моите соговорници, не постои никаква причина за паника. Најлошо е ако паниката се создава со шпекулации, се храни самата од себе, тогаш сите сме губитници, најмногу оние кои што, да речам, не знаат што да прават со
своите заштеди, затоа што овој систем, банкарскиот систем, наликува на другите инфраструктурни системи, како што е снабдувањето со електрична енергија, снабдувањето со вода и така натаму на населението, кои што се витални, од витално значење за одвивањето на виталните функции на општеството и се базира на, меѓу другото, на доверба. Довербата е многу битна и мислам дека за тоа повеќе треба да стане збор во натамошниот тек на разговорот. Како економисти сите заклучувате дека нема простор за паника, сепак известна вознемиреност имаше помеѓу граѓаните и вие директно, бидејќи доаѓате од банкарската фела, знаете дека имаше и повлекување на депозитите, но и од друга страна купување на евра. Се уште ли владее таа паника и колку изгубија граѓаните со тие шпекулации околу македонската валута? Значи, ние имаме факт да имаме политичка криза и од тој аспект, значи, ниедна политичка криза не е добар амбиент за водење на бизнис и нормално и за работење во банкарството. И ја истовремено сум и председател на Европската бизнис асоциација и председател на Стопанска комора на Република Македонија. И ние ко Европска бизнис асоциација утре ќе излеземе со соопштение во јавноста, значи, укажувајќи дека бизнисот кој што работи во услови на неизвестност не може да носи долгорочни одлуки. Ниту пак да носи одлуки за инвестирање. И исто така вознемирени се и нашите матични собственици. Значи, тоа се компании од Европската Унија, кои што се повеќе ставаат на радарот Република Македонија као земја која станува неизвестна и ризична за инвестирање. И од тој аспект, значи, ние денеска почнуваме се повеќе да се однесуваме како да се справиме со последиците од политичката криза, наместо да имаме долгорочен хоризонт како да инвестираме, како да растеме, како да правиме нови бизниси. И од тој аспект, значи, многу е лошо кога ние ко компании го сведуваме нашиот временски хоризонт на краток рок. И тоа го прават и граѓаните, и населението, и тоа е однесување на рационални економски субјекти. Ние тоа го почитуваме, тоа се наши клиенти, и ние на дневна основа го слушаме нивните потреби, нивните гласови, кои се во денари, во евра, и на тој начин го прилагодуваме нашето однесување. И се разбира, значи, као што кажавме сите, во овој момент банкарскиот сектор е здрав. Нормално е во такви услови да се очекува одредени склонности на однесување на одредено население. Некој вели сакам да бидам поликвиден, некој вели сакам да имам и готовина, и наша обврска е тоа да го испорачиме на клиентите. И ние и на Сдружение на банки дискутиравме. И значи во овој период ние кажавме нема да се конкурираме. Во овој период не е период во кој што некој ќе расте побрзо или побавно. Туку во овој период мораме да настапиме заедно со Централната банка и да кажеме наш приоритет е да ја заштитиме сигурноста на штедењето било на населението, било на компаниите. Тоа се средства што се макотрпно стекнати со работа и од тој аспект, значи, банкарската индустрија ќе ги исполни своите обврски. Значи, ние ќе одговориме на сите барања на нашите клиенти. Значи, системот е ликвиден, значи, моментално системот има вишок на ликвидност во целина, е добро капитализиран, е профитабилен, исто така оно што е многу битно, ние сме една од ретките земји и системи каде што лошите кредити се резервирани над 100%. Значи, денеска ниту еден лош кредит да не се наплати во Република Македонија од страна на банките, тие се резервирани со 105%. И од тој аспект, значи, обично секоја негативно движење во економијата ствара одредени намалување на профитабилноста, потешкоти во враќање на кредитите. И од тој аспект, значи, банкарскиот систем во Република Македонија тоа го има резервирано. Меѓутоа, значи, ниту еден систем без долгорочно прилагодување доколку кризата трае,
без дополнителни мерки, значи сам за себе статички не е доволен. И од тој аспект, јас се слажувам со професор Трпевски, најдобро е да не дојдеме во ситуација сите ние да правиме сценарија да живееме долгорочно во криза. Значи, најдобро е да најдеме механизми и начини да ја решиме кризата и сепак долгорочно да живееме во просперитет, во повисок животен стандард, во сигурност и она што е наша функција и цел да ги исполнуваме желбите на нашите клиенти. Да, кога нема криза, може да се реализираат и тие долгорочни планови, а не само да се мисли на краток рок како да се излезе од оваа криза и да се надминат побрзо последиците. Го слушнавме господинот Бишев, тој вели дека банкарскиот сектор е ликвиден и стабилен како столпи на македонската економија. Сепак имаше повлекување на дел од депозитите од страна на граѓаните. Како да се смират граѓаните за да остане денарот стабилен? Како да се стабилизира оваа состојба? Состојбата ќе се стабилизира кога ќе исчезнат овие краткорочни, во овој случај акутни причини, а тоа е политичката криза која што трае и ескалира од време на време. Видите, и во услови на позрели демократи, неизвестност што се создава од некои предстојни одлуки или политички кризи, влијае врз економијата и ги на некој начин тера економските субјекти да бараат од владите што побрзо се разреши таа неизвестност. Земете го примерот сега на Велика Британија. Тие за 6 недели одат на референдум за тоа дали ќе останат во Европската унија или ќе излезат, оној Брекзит што е познат. Само поради тоа, погледнете сега, да не цитираме со цифри, тие имат флексибилен девизен курс, фунтата депрецираше во однос на другите светски валути. Значи, тоа беше една од причините, да речам, неизвестноста што ќе се случи кога е 23 јуни, кога е референдумот. Значи, останува нели да се прати силна порака до политичарите, политичките субјекти кои што се во окото што се вели на политичката криза, што побрзо да понудат излезно решение, кое што во моментов може да се најде единствено преку консензус. Ќе видиме дали во наредниот период тие ќе постигнат консензус и ќе се стави крај на оваа политичка криза. Куса пауза за реклами и се враќаме со дискусијата во отвореното студио на телевизија Нова. Почитувани, вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва акцент ставаме на стабилноста на економијата и ги анализираме најновите мерки кои ги донесе Централната банка. Господине Трпевски, многу шпекулации за девалвација, зошто се затега макроекономската политика, колку е стабилен денарот, можат ли да бидат спокојни граѓаните? Па, шпекулација од секогаш имало. Јас деновиве на сајтот на Народна банка ги има таму интервјуата од сите гувернери што ги давале, па си ги разгледував моите интервјуа што сум ги давал во периодот кога бев гувернер од 1997 до 2004. Нема интервју, верувајте, нема интервју што сум го дал, а да не ме прашаат че има ли девалвација новинарите. Ја прво мислев тоа дека е вака атрактивно за новинарите, меѓутоа после негде кон средината на мандатот сватив дека одредени новинари беа платени од одредени извозници, големи компании да подгреваат такви шпекулации за да се случи тоа. Навистина сите елементи зборуваат дека нема потреба, курсот е реален, сите анализи покажуваат дека се уште е реален курсот, се води политика на де факто фиксен курс и има, како што спомнав, инструменти Народна банка да го брани курсот, има доволно девизни резерви за да може да го одбрани и ја мислам дека веќе и е смирена ситуацијата, помина онај пик на паниката што беше појавена, дека веќе е смирена и дека да се надеваме
да бидеме оптимисти дека брзо и оваа политичкава криза ќе се разреши и ќе почнеме мирно да работиме и да... Да, минатата недела имаше и зголемена побарувачка од страна на граѓаните токму за евра. Ако во банките имаше да се купи евра, во некои менувачници курсот порасна и беше тешко да се најде и да се купи девизи. Каква е во моментов состојбата? Има ли доволно во банките девизи за да можат граѓаните, сите оние каде што има страф или пак негодување, кои што сакаат денарите да ги претворат во евра? Па добро, денеска и минатата недела пазарот беше врамнотежен. Меѓутоа, она што се случи, да кажеме, минатата недела, значи долг период заради повисоките каматни стапки во денари, имаше тренд на претварање на еврата во денари. И тогаш менувачниците имаа вишок на девизиите и ги продаваа на банките, ние ги продававме на Народна банка на Република Македонија. И тогаш ако Народна банка, значи во периодот до некаде 20 април, значи ако Народна банка не интервенираше во правец да го откупува вишокот, тогаш ќе имавме апресијација на девизниот курс на еврото. И бидејќи банките беа насочени менувачниците на вишок на девизи на девизниот пазар, преди политичката ситуација состојбата веднаш се промени во кусок, кога требаше ние да продаваме и тогаш на одреден начин таквата ситуација беше брзо разрешена со интервенции на банките и на Народна банка, а денес овие 3 дена после празниците пазарот е врамнотежен и од тој аспект, значи, имајќи во предвид времетраењето, значи не е нешто што треба да не како да кажам, да не загрижува. Значи кусоци и вишоци на девизниот пазар имало и ќе има. Битно е да видиме дали има фактори што, да кажеме, во наредните 60 дена, бидејќи е неблагодарно сега да прогнозираме за една година унапред, меѓутоа ајде да се сведиме на некој сценарио во наредните 90 дена што може да се случи. Значи, паричната маса М1, што ги опфаќа трансакционите средства за плаќање, тоа се готови пари во октек и средствата на жиросметките на предпријатијата и на населението, во овој момент е покриено со 120% девизни средства на банките и на Народна банка. Значи, целата економија да се одлучи да ги претвори, пак ќе останат вишок на девизија, бидејќи ние плаќаме со денари, ние не можеме да останеме без салда во денари. Значи, од тој аспект, на краток гледано, дури вие и да сакате да направите девалвација, вие нема како да ја направите. Затоа што се уште системот има вишок на девизни средства во однос на денари. Меѓутоа, ние збориме за долгорочните перспективи, бидејќи никој од нас не е заинтересиран само што за наредните 90 дена или за наредните 6 месеци. И од аспект на тоа, значи, поготово оние економски субјекти што го движат растот во работеноста, тие велат, јас сакам денеска да инвестирам и за наредните 5-10 години да имам профитабилност, да имам раст, да имам стабилност, да имам диалог. Економска исплатливост, да. Економска исплатливост. И значи, ако тоа престане и ако еднаш инвеститорите од странство донесат одлуки дека Македонија не е на радарот, тогаш вам ви треба многу енергија да потрошите за да Македонија повторно ја вратите вие на радарот на дестинација за инвестирање. И затоа јас се надевам дека сите ние ќе извлечеме одредена полука од сето тоа и ќе смогнеме сили и храброст да изнајдеме решение и да се движиме вдолж патеката на одржлив развој. Да, тешко е после криза да се вратиме во нормален колосек, особено ако досега изминативе години имавме нови странски инвеститори и домашните компании влегуваа во нови инвестиции, сепак последиците сега може да ги почувствуваат микро и малите фирми, но може ли да се случи некој од странските компании, нели, наместо да донесат одлука за инвестирање, сепак да одлучат да се воздржат од инвестиции кога имаме нестабилна политичка клима? Секако дека е можно. Нивната перцепција е многу битна. Јас сум бил во состојба
во периодот 2007-2008 година, да бидам во владини делегации кога разговараме со инвеститори кои што навистина ги имаат на некој начин вклучено сите инструменти за да дојдат во Република Македонија. Обезбедени, односно ветени од нивните банки средства за финансирање на нивните проекти. Се случи финансиската криза 2008 година и еден по еден, мислам, десетици ги откажаа своите или ги одложија своите инвестиции во Република Македонија. Значи, секоја политичка нестабилност за инвеститорите кои што се многу сензитивни од аспект на нивните вложувања, особено барањето на подолг рок да бидат сигурни нивните инвестиции, значи дека тие повеќе пати ќе размислат пред да ја донесат конечната одлука за инвестирање. Од тука, она што го рековме предходно за смирување на внатрешната ситуација, зголемување на довербата кај нашите граѓани, подеднако важи за странските инвеститори. А довербата тешко се стекнува, лесно се губи за жал. Лесно се губи, дефинитивно така е. Денеска очите беа вперени токму кон Централната банка, кон пораките кои ги упати гувернерот на Народната банка Димитар Богов. Александра Спасевска ја следеше пресконференцијата. Александра, гувернерот, го слушнавме, објави алтернативно сценарио за растот на македонската економија, доколку политичката криза се продлабочи, можно е стапката на економски раст наместо 3,5% да биде само 1,6%. Кои се другите пораки кои ги испрати гувернерот Димитар Богов? Така е, Билјана. Денеска гувернерот Димитар Богов ги објави проекциите за раст на македонската економија. Според него, политичката криза во државата го зема данокот и кај економијата. Ако продолжи ваквата политичка ситуација, растот на економијата наместо проектираните 3,5% ќе биде само 1,6%. Ова е алтернативното сценарио кое што денеска го презентираше гувернерот, според кој се ревидира стапката на раст на економијата надоле за 2%. Според гувернерот, ако продолжи ваквата ситуација во државата, тогаш несигурноста кај граѓаните ќе продолжи да се зголемува, која што можевме да видиме во изминатите 10 дена. Тоа ќе се рефлектира според гувернерот на намалување на јавната потрошувачка, а и ќе се зголеми несигурноста кај странските инвеститори. Тоа на крај ќе донесе намалување на извозот, намалување на девизниот прилив, зголемување на дефицитот, што на крај би резултирало со намалување на економскиот раст. Јас предлагам да го видиме обраќањето, односно делот каде што гувернерот Богов збори токму за ова алтернативно сценарио и што предвидува тоа во услови на дополнително продлабочување на политичката криза во државата. Растот на бруто домашниот производ при ова алтернативно сценарио, кое што како што сега стојат работите, може да се покаже и дека ќе биде она реално сценарио. Бруто домашниот производ би изнесувал 1,6% во оваа година и 3,9% во 2017 година. Но во тоа сценарио ние претпоставуваме дека во 2017 година веќе ќе имаме нормализирање на политичката ситуација. Најголемо надолно отстапување во однос на она што ни е основно сценарио би имале кај личната потрошувачка инвестициите, додека извозот горе-доле би се задржал на она ниво како и кај основното сценарио. И тоа произлегува пред се од тоа што извозот ќе продолжи да функционира, но ако таа криза продолжи подолго време, секако дека и извозот на подолг рок би чувствувал некои негативни реперкусии. Производниот јаз би се отворил, односно бил негативен, и тоа значи дека ќе имаме многу помал притисок врз цените и ќе имаме опасност од дефлација. Да резимирам, значи ризиците се присутни околу двете сценарија, со тоа што надворешниот амбиент е ист за двете сценарија и тој предпоставува неизвесен и доста неповолен надворешен амбиент. Домашните политички ризици се особено изразени и тоа многу повеќе во алтернативното сценарио, кое што јасно укажува на последиците од политичката нестабилност врз економијата. Како одговор на ваквите влошени очекувања заради политичката состојба, Народната банка вчера, односно завчера, веќе изврши зголемување на основната каматна стапка од 3,25% на 4%,
а денес донесовме и нови монетарни мерки, кои што имаат исто улога на тамошно стабилизирање на состојбите. Значено е да нагласиме повторно дека економските фундаменти и натаму се здрави, а во последните денови имаме намалување на притисокот и на менувачкиот пазар и на депозитите. Кога велам последните денови, мислам на вторник, среда и денес, од Савајле до сега. Александра, ги слушнавме пораките на гувернерот во неговите изјави на пресконференцијата. Можевме да слушнеме дека во април е забележано големо повлекување на депозитите од банките и штеделниците. Сега граѓаните можеби ги чуваат под перница, значи токму во април, како што рекоа од Централната банка, е забележано рекордно повлекување. Какви се бројките кои ги соопшти Централната банка? Така, гувернерот Богов, како што објасни целата ситуација која што се случуваше во изминатите 10 дена, односно на крајот на април, тој истакна дека целиот притисок започнал на менувачкиот пазар, кој што предизвика паника кај граѓаните кои што почна да ги менуваат девизите во денари. Според него таа цела ситуација, цела психоза се пренесе на компаниите, посебно они кои продаваат производи во девизи, кои што чека не ги продаваат девизите, и се направи дополнителен притисок на девизниот пазар. Тој истакна дека она што Народната банка го комуницираше со јавноста минатата недела, секако интервенцијата од девизните резерви ја стабилизирала ситуацијата и дека мерката која што беше донесена вчера за зголемување на каматата на благajničkите записи, оние две нови мерки кои што денеска беа презентирани, дополнително ќе ја смират ситуацијата. Меѓутоа тој презентираше графички приказ според кој се покажува екстремно зголемување на понудата на девизи кај граѓаните, односно продажбата на девизи. Ја предлагам да го видиме оној дел каде што гувернерот објаснува што се случуваше во последните 10 дена од месец април, односно кои беа движењата на девизниот пазар. Инаку за илустрација на она што се случуваше деновиве, тоа е само еден сегмент од девизниот пазар. Значи, ова е банките колку продаваат на граѓаните, меѓутоа од сметка на сметка. Не е она која доаѓа граѓанинот па со кеш купува кеш девизи. Како што може да видите, зелените столбови се нето откупот кој што го имаат. Црвената линија е колку продаваат банките на физички лица, а сината е колку откупуваат. Секогаш, буквално секогаш, сме имале нето откуп, односно банките имале нето откуп по овој основ. Последната година, значи некаде од почетокот на минатата година, гледате дека црвената линија е на повисоко ниво веќе. Иако има сезонски флуктуации кои што се секогаш присутни, меѓутоа веќе нивото е повисоко минатата година, колку граѓаните барале девизи од банките. Она што се случи во април е нешто исклучително што никогаш не се случило. Значи, гледате колкав е порастот на продажбата на физички лица и за прв пат има негативен нето откуп од физички лица. Александра, ја слушнавме и ова изјава на гувернерот Богов. Кои беа другите ставови кои што ги изнесе Централната банка? Па така, она што го потенцираше гувернерот Богов е дека ова сценарио алтернативно е најреално, односно дека претходната проекција дека македонската економија ќе порасне за 3,5% како што се случува сега во државата и како што се продлабочува политичката криза, е нереално дека ќе се случи. Тој повика што побрзо да се реши овој проблем и очекува дека до крајот на годината
веќе ќе имаме подобрување на ситуацијата и дека ќе се постигнат очекуваните стапки на раст, како што кажа за 2017 од 3,9%. Отприлика тоа е она што денеска го кажа гувернерот, повика на смиреност, повика да граѓаните да не дигаат паника, односно дека мерките кои што ги донесе Народната банка ќе ја стабилизираат целата ситуација која што беше предизвикана пред се од политичката криза. За информациите, Александра Спасевска во живо се јави од пред Централната банка токму за мерките кои ги презема Народната банка за зголемувањето на каматната стапка на благajničkите записи. Дебатираме вечерва во отвореното студио на телевизија Нова. Повторно правиме куса пауза за реклами и продолжуваме со Почитувани гледачи, вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва наши гости во студиото се генералниот директор на Шпаркасе банка Глигор Бишев, универзитетскиот професор Трајко Славевски, поранишниот гувернер на Народната банка Љубе Трпевски. Господине Трпевски, ги анализираме мерките кои што денеска ги објави Централната банка со сите сили. НБРМ го брани денарот, ја брани домашната валута. Се споменува алтернативно сценарио. Кој е тоа алтернативно сценарио? Дали тоа може да значи забавена економска активност, но да дојде и до забавување, а не до забрзување на кредитирањето? Па јас ова пресконференција што даде гувернерот денеска повеќе ја сваќам како порака до политичарите брзо да ја разрешат оваа политичка криза. Во спротивно не очекуваат тие алтернативни сценарија, што не е добро за целата држава и така треба да се свати тоа. Иначе сите овие мерки и пред 3 дена што ги најавија и овие денеска што ги најави гувернерот се за зајакнување на позицијата на денарот. И каматите ќе бидат повисоки на денарските депозити, ќе се стимулираат и давање на денарски кредити без девизни клаузули или чисто девизни кредити, односно тие ќе се дестимулираат. Значи се е ставено во служба на зајакнување на позицијата на денарот во одбрана денарот и тоа се сосема адекватни мерки во овој момент што се превземаат. Иначе тоа се благи мерки, видите ние како се навикнуваме сега, ни изгледа чудно од 3,20 на 40 дигна. 2001 за 100% ги дигнавме каматните стапки преку ноќ, за да се одбрани курсот на денар. Така да има Народната банка има инструменти кои што може да се стават во служба на одбрана на курсот и воопшто не треба да се грижиме за тоа. Да, има многу механизми кои се во рацете на Централната банка токму за да ја заштити домашната валута. Оваа недела Народната банка објави дека ја зголемува и каматната стапка на блagajničkите записи. Дали ова значи дека ќе поскапат банкарските кредити? Па добро, кога имате вие монетарна стратегија базирана на девизниот курс, ваша предпоставка е дека цената на девизниот курс се формира на финансискиот пазар. И као што и самиот гувернер на пресконференцијата кажа, нас најзначајни приливи и одливи на девизи се од дознаките од странство, тоа е наменувачкиот на пазар, кој што не зависи само од тоа дали македонските граѓани купуваат, туку дали и нашите привремено вработени или трајно вработени во странство ќе пуштат дознаки. И дознаките просечно месечно учествуваат со 150 милиони евра месечно. Значи, многу е битно тие дознаки да продолжат да доаѓаат во Република Македонија. И вие кога имате стратегија на девизен курс и кога гледате дека побарувачката за девизи се зголемува, а за денари се намалува, вие ја дигате цената на денарот за да го направите атрактивен за чување. И тоа го прави Народна банка на Република Македонија, значи во услови кога во еврозоната каматните стапки се негативни и во просек вие да држите депозит до 3 години, таму ќе добивате негативна каматна стапка од минус 0,40. Народна банка упатува сигнал,
во Република Македонија, ако ги чувате вашите средства, и тоа во Народна банка, ќе добиете 4%. И на тој начин сака делот зголемениот политички ризик да се компензира, и тоа е сигнал и до банките. Спремајте се да доколку оваа политичка криза продолжи, да ги дигнете каматните стапки, за да го компензирате дел од ризикот, било за нашите граѓани, било за нашите работници во странство, да средствата ги носат и ги трансферираат во Република Македонија. И оваа размена на поголем ризик, поголема каматна стапка, значи денеска каматниот спред помеѓу еврозоната и Република Македонија станува 4,40. Значи просекот на каматниот спред помеѓу Народна банка на Република Македонија и каматните стапки на ЕЦБ, ако ги гледаме од 2004 година до денес, просекот е 2,50. Значи 4,40 не е мал каматен спред. И од тој аспект, значи ако кризата кулминира и продолжи да оди, вие ќе достигнете граница до кога вие можете да вршите размена меѓу ризикот и повисоката камата. Значи, и затоа велам, економските мерки функционираат во услови на нормален економски амбиент. Меѓутоа, кога причините ви се од неекономски карактер, вие после достигнувате на одредено ниво, вие ќе не можете да го компензирате ризикот произведен од политичката ситуација со повисоки каматни стапки. И од тој аспект, значи, банките го примија денеска овој сигнал и во изминатите 2 дена. И како што и Народна банка прави, таа го даде сигналот, ќе го бранам денарот, и ние банките сега ги правиме калкулациите, ги чекаме последните статистички показатели да видиме како се движи извозот, како се дознаките од странство, колку доаѓаат приливи од странство, какво е однесувањето на клиентите, за да почнеме ние да се прилагодуваме. Централната банка го брани денарот, банкарската фела се грижи за ликвидноста на банките, но и за каматните стапки. Дали граѓаните може да очекуваат, барем оние кои штедат, дека каматните стапки на депозитите ќе им бидат повисоки и можеби ќе заработат некој денар повеќе? Во интерес на вистината да кажеме дека заработката од штедење во денари сега, споредбено со другите земји и региони во светот, во Република Македонија е релативно висока. Именно она што е релевантно е реалната каматна стапка. Разликата помеѓу номиналната каматна стапка и стапката на инфлација, така поедноставено кажано. Сега, од она што може да се очекува од сигналот што е пратен од Централната банка до комерцијалните банки, е дека доколку речем причините за ваквите мерки на Централната банка продолжат и во иднина, и банките ќе мора да го следат тој сигнал. Не е тоа дека ќе мора, туку ако се повикаме на историските показатели, денеска Централната банка, односно на пресконференцијата беше презентиран еден графикон за движењето на стапката на благajničkите записи и на просечните каматни стапки на банките. Постои корелација помеѓу тие две линии, односно се движат во иста насока, секако дека каматни стапки на банките се повисоки. Мислам, оние каматни стапки што ги наплатуваат на испорачаните кредити кај приватниот сектор, кај домакинствата и кај предпријатијата, секако за кредитниот ризик, кој што го вклучуваат како премија. Така што природно е да се очекува известно зголемување и се во насока на зголемување на интересот за штедење во домашната валута. Секако, тука, како што беше кажано сега, тоа не може да оди во недоглед таа компензација на повисока каматна стапка со ризикот, затоа што во даден момент на продлабочување на неизвестноста може да преовлада перцепцијата за ризик и каматни стапки, и ако се доволно високи, да станат неатрактивни, заради тоа што
штедачите ценат дека е загрозена вредноста на нивните заштеди. Но мислам дека состојбата е далеку од такво нешто. Кога станува збор за вредноста на националната валута, да додам јас нешто, именно корекција во насока на девалвација кај нас заради де факто фиксниот девизен курс, може да биде како посакувана, односно планирана мерка на монетарните власти во соработка со владата на Република Македонија за девалвација, да се исправат некои неравнотежи што настанале во минатото, односно апрецијација на девизниот курс која што би уследила, кумулирана, нели, заради разликата во стапките на инфлација помеѓу референтната, да речеме референтната група на земји кај нас е еврозоната и Република Македонија. Знаеме дека такво нешто не постои. Сите анализи направени и од домашните институции, од Меѓународен монетарен фонд, и од, да речем, приватни експерти, покажуваат на она што го кажа уште на почетокот професор Трпевски, дека реалниот девизен курс на Република Македонија е врамнотежен, односно не отстапува од она што е неговата врзаност за еврото. Исто така, далеку сме од некои, тоа е втората причина за евентуална девалвација, далеку сме од некои такви, да речем, нарушувања, било од политичка, безбедносна природа или од некои увезени ризици, како што беше случајот во 2008-2009 година, кога имавме значително намалување на извозот заради забавувањето на економиите или рецесијата во еврозоната, така што, мислам, можеме да бидеме, барем во овој период, сигурни, комотни, дека денарот е стабилен, а овие мерки што ги презема Централната банка се само мал дел од нивниот арсенал. И при услови на продолжување на кризата, продлабочување, што никој не го посакува, Централната банка располага со доволно инструменти за да може да ја држи состојбата под контрола. Да, и вие, но и професорот Трпевски рече дека сме далеку од оние претходни кризи кога споредуваме, а тука направивте паралела и со зголемувањето на каматата, велите вие кога сте биле гувернер, зголемувањето одело многу повеќе, ова е само мала корекција. Па добро, паниката и 99 и 2001 беше многу повисоко изразена и 99 година бевме хендикепирани што аеродромите и во Скопје и во Охрид беа затворени и не можеше да се донесат девизи од Германија и од Швајцарија за да се снабдуваат банкиве, па моравме преку Солунското пристаниште со ангажирање на гувернерот на банката на Централна банка на Грција да безбедно да ни ги донесат до граница во Гевгелија, да ги донесеме и цела ноќ да распоредуваме девизи по сите банки за да утредента кога ќе дојде штедачот да биде сигурен дека тука му се девизите. Сега не е таква ситуацијата и не треба воопшто. Иначе, ако дозволите врска со ова подигнувањето на каматите, едно мое видување да кажам, може би далеку поупатен во тоа сега секојдневно. Ја мислам дека ќе има одредено зголемување на денарските депозити на каматите, меѓутоа не очекувам некое зголемување на каматите на кредитите за првокласни комитенти. Бидејќи конкуренцијата меѓу банките е на тоа ниво да сега ќе гледаат да ги задржат првокласните комитенти со исти камати какви што досега ги одржувале. Се разбира, ако дојде и крај на политичката криза, ако се продлабочува политичката криза, тогаш веќе е тоа сценарио што гувернерот го Да, рече и претходно господинот Бижев дека сега не е време за надпревар и конкуренција помеѓу деловните банки. Впрочем, и на ниво на Сдруженијето на банкари сте се сложиле дека сега е време да се надмине оваа политичка криза, а не е време за каква било
конкуренција. Сепак има ли доволно ликвидност банкарскиот сектор да го кредитира стопанството? Колку сите овие случувања од политичката криза и импликациите со затегнување на монетарната политика може директно да ги почувствуваат микро и малите фирми, бидејќи честопати во јавноста можевме да слушнеме дел од бизнис заедницата постојано апелира на поголем пристап до кредити и на поголем пласман на вишокот ликвидни средства токму кај приватниот сектор. Значи, вие кога имате потреба да го браните курсот или кога имате одреден притисок на депонентите, вие ги менувате политиката при приоритетите на вашата стратегија. Значи, го менуваат банките и менуваат и компаниите. Значи, не само што не е прашање дали банките ќе нудат кредити, туку прашање исто дали во таков амбиент компаниите ќе барат кредити да инвестираат. Затоа што во услови на неизвестност исто така и побарувачката се намалува. И секој прави друга стратегија. Значи, и ја мислам, ние не сме дојдени уште до кризно сценарио, туку сме некој вид пред кризно сценарио, велиме, ајде да се подготвиме во случај до ова потрае. И сега ние сите дискутираме као да правиме, као што гувернерот каже, некои алтернативни сценарија, меѓутоа мислам дека сите банки ќе продолжиме во наредните 10 дена, 15, сепак да причекаме. Затоа што сме високо ликвидни, како што кажав, исто така паричната маса е покриено со доволно девизни средства и на Народна банка и на деловните банки. Значи, имаме време да останеме со ладни глави и да видиме што е најдобро. Значи, никој од нас, па вклучувајќи ги и нашите матични банки, значи, стојат зад нас и ние сме и за добри и за лоши денови. Значи, ние сме со нашите клиенти, значи, живееме од нив, работиме со нив и ја делиме нивната судбина. И од тој аспект, значи, ние не можеме ко банки да кажеме, ние сме изолиран сегмент надвор од стопанството, надвор од штедачите. Меѓутоа, ние, за разлика од, да кажам, професорите и политичарите, ние на дневна основа ги слушаме нашите клиенти. Бидејќи доаѓаат на нашите шалтери, исто е компаниите. На дневна основа, што вика Самуелсон, бизнисот мора на дневна основа да ги слуша доларските гласови, што кај политичарите не е баш така случај. И ние мораме брзо да реагираме. Значи, ја немаме тај луксус да дозволиме одредени проблеми да се напвастат, да ескалираат, бидејќи тој нашите клиенти ќе не напуштат, ќе си најдат други банки. И од тој аспект, значи, ние и во таква, да кажеме, покомплицирана политичка и економска ситуација, ќе се обидеме во наредните 10-15 дена да обстоиме на тоа што сме денеска и да видиме во која насока, бидејќи што е најлошо. Најлошо е вие да имате јојо однесување, оно што го викаат. Да кажеме, денеска да направите една мерка и после 10 дена видите дека таа мерка не била базирана на фундаменталните фактори. И јас затоа кажав, значи, гувернерот ги објави мерките, меѓутоа не повлече ликвидност од банкарскиот сектор, него смени моделот на аукција на благајнички записи. Значи, Народна банка да сакаше да повлече веднаш ликвидност, таа истовремено ќе го сменеше моделот, ќе кажеше 4% камата на благајнички записи, сите банки што имаа вишок на ликвидност, ќе запишеа. Меѓутоа, тие кажа, ја дигаме каматната стапка, ќе го браниме денарот, меѓутоа, сега за сега, ја оставија ликвидноста во банкарскиот сектор, нешто што пред 6 месеци го направи Федералниот резервен систем, кога кажа во САД доаѓа период, циклус на високи каматни стапки, и тие ги најавија дека каматните стапки ќе се зголемуваат, меѓутоа не повлекоа ликвидност од банкарскиот сектор. И од тој аспект, значи, ние, за да го задржиме нашиот кредибилитет, ние не смееме денеска да ги зголемиме каматните стапки, па после 10 дена ќе кажеме ги намалуваме каматните стапки. Туку ние мораме тоа да го базираме на фундаментите.
А сепак ќе почекате, како што рековте, да видите како ќе Значи, се развива ние целата состојба. би продолжиле да се однесуваме нормално, како и до сега, и ако дојде сигналот од Народна банка ни вели внимавајте со вашата ликвидност, каматите треба да одат нагоре, доколку дојде до продолжување да има притисоци на девизниот пазар, што е и нормално, и тога сите заедно ќе ги следиме мерките од Народна банка и ќе го прилагодиме нашето однесување. Значи, имаме една сериозна ситуација, која се обидуваме да преку нашето однесување не ја направиме покомплицирана, туку напротив да ја олесниме и заеднички полесно да ја пребродиме. Значи, ниту Народна банка, ниту банкарскиот сектор, ниту бизнес заедницата не можат тоа сами да го решат. И најдобро е сите заедно, одговорно и храбро да се реши преку разрешување на генераторите што доведуваат до пораст на каматните стапки. Ова е добра поента тука дека зголемената каматна стапка на благиничките записи не значи повлекување на ликвидност од банките кои што располагаат со значителна ликвидност. Покрај тоа што не е променет методот, моделот на аукциите, нема промена и во фреквентноста на аукциите. Вие знаете дека во еден момент ние, односно Централната банка, од неделни аукции на благинички записи премина на месечни аукции и тоа е сега, мислам, задржано. Глигор, сега малку да ги одбраниме политичарите, ако ги нема овдека на масава, ако вие ги слушате клиентите, тие по правило тоа ги слушаат гласачите, дали сепак и тие наслушнуваат помалку. Ја сега само една мала нијанса овде, каде не се разбере погрешно она што го кажа на господин Бишев предходно, дека банкарите, односно Сдруженијето за банкарство се договориле да не се конкурираат меѓу себе. Знаете, во пазарно стопанство и во услови на нарушувања поблаги или поголеми, конкуренцијата е здрава работа. Не го мислеше тоа господин Бишев. Тие се договориле да има ситуацијата за фер конкуренција. Фер конкуренција, Значи, но не за надпревар. За фер конкуренција, не за злоупотреба, за, како што беше кажано, за ситни користи. Инаку, видите, јас не сум инсайдер во банкарството, но отприлика, мислам, во интерес на гледачите, да кажеме дека сепак кога станува збор за повисоки износи, односно клиенти кои што се позначајни за било која банка, и сега тоа постои и ќе постои во иднина, има договарање околу каматните стапки на депозитите. Да немаме тука илузии дека има мени, нели, на кои што сите се придржуваат. Затоа што секој сака да има кај себе квалитетни и кредитобаратели и квалитетни штедачи кои што ја подкрепуваат депозитната база на банките. Значи, во интерес би било на депозиторите во Република Македонија, затоа што веќе во изминатиот период и во медиумите имавме такви, да речам, критики кон банките, дека ги намалиле депозитните стапки, поостаруваат релативно високи профити. Значи, доколку дојде до зголемување на каматни стапки на заштедите, секако банките ќе оценат врз основа на проценката на ризиците, цената на капиталот, цената на изворите на средствата, дали ќе ги трансферираат повисоките трошоци врз цената на своите заеми кои што ќе ги одобруваат во иднина кај клиентите. Околу профитите, високите профити беа споменети токму и во извештајот на Централната банка. Тамо стои дека банките, ако се споредат нивните заработки споредено со претходната година, тие имаат раст, чинам негде околу 50% на профитите кои што ги заработиле претходната година, но и покрај ваквото салдо сепак притиска кризата. Од една страна бизнисот можеби го трпи најмногу и го плаќа највисокиот данок, од една страна се плаши и се воздржува од инвестиции во ваква клима. Да продолжам, ако може само краток коментар, тоа е релативна работа, нели, профитите. Една од трите поголеми банки во Република Македонија, од причини кои што не се интересни сега тука да ги споменуваме, во изминатите неколку години не прикажуваше профити.
состојбите се промениле и еден добар дел од агрегатното зголемување на профитот на банкарскиот сектор во Република Македонија се должи токму на тој факт. Јас само да кажам дека не треба да биде бизнес секторот љубоморен, не треба граѓаните да го критикуваат банкарскиот сектор за профитите, напротив треба да бидеме среќни. Затоа што не сме биле во ситуација од нашите даноци да плаќаме, не дај Боже, како што тоа се случи во далеко поразвиени и постабилни економии од нашата, како што беше во Ирска, како што беше во Исланд и така натаму. Или сега Словенија. Парите, да, и Словенија, од парите на даношните обврзници да се покриваат загубите на банките, односно да се врши нивна докапитализација за да се задржи нивната стабилност. Така што мислам дека тоа не е прашање на кое што треба да му се придава значење од тој аспект. Да, најчесто новинарите кога ме прашуваат дека се високи профитите што ги остваруваат банките, дека на тој начин се исцрпува бизнис секторот, мојот одговор е високите профити треба да ги посакуваме да ги остваруваат банките, затоа што тоа значи дека давале кредити на бонитетни комитенти кои што си го отплаќаат кредитот и немаме висок износ на овие што се викаат проблематични кредити. Ние во регионот сме најдобри во погледот на процентот на проблематични кредити. Тоа значи дека се зголемуваат и добро е да се зголемуваат профитите, значи банките водат една бонитетна деловна политика, внимаваат каде ги пласираат средствата и имаат висок поврат на кредитите назад и така се остварува профит. Јас само би додал дека тоа е сигнал за здраво банкарство, бидејќи банкарство кое што не прави доволно профит, значи се соочува со проблеми, а истовремено тоа не е бог знае профит, туку профит од 10,4% на вложениот капитал, значи нешто што е нормално, а истовремено представува бафер за во услови на криза, као што велиме дека можеби ќе дојде во Република Македонија, е бафер да банкарскиот сектор таа криза ја преброди без загуби. Значи бафер бидејќи тоа значи има простор, значи пред да дојде ова до удар капиталот на банките, прво ќе се намали профитабилност. Значи профитабилноста на банките во претходната година истовремено еден вид гарант дека доколку дојде до потешкоти во нивното работење, прво ќе се намали профитабилноста пред да дојде до јадење на капиталната сила на банките. И тоа е исто така еден од факторите што ни кажува дека банкарскиот сектор има скриени резерви и кондиција да помине и низ потешки периоди доколку е потребно. Очигледно банкарскиот сектор е во добра кондиција, а деловните банки се ликвидни и подготвени да го кредитираат стопанството нели во оној домен ако се земе тука и ризичноста за вложување. Ги споменавме новите банкноти, објавувањето на емитирањето на новите банкноти 200 денари и 2000 дарката се случија токму во периодот на овие шпекулации за инфлација. Колку може да ги поврземе тие работи? Од она што јас го следам во медиумите, мислам дека тоа беше првата, да речам, првата шпекулација со тоа почна, дека наводно ево сега се навестува, се очекува инфлација. Мислам една сосема погрешна теза. Секако не беше пласирана од неуки луѓе, можеби се неуки во економијата, банкарството и така натаму, но беше чисто злонамерна за да се нанесе известна штета. Именно во период кога Централната банка се бори да нема дефлација во земјата, да не биде негативна стапката на инфлација, кога и покрај сите овие, да речем, кризни ситуации видовте и во сценариото сега што е на алтернативното, стапката на инфлација се остава како и во првично, така, ако не се лажам, за 0,5%, мислам, нема никаква врска. Може би повеќе од техничка природа, тоа што беше навестено. Не знам, лично не сум убеден, некако тие
парни номинации мене не ми одговараат многу, навикнати сме на 10, 30, на 10, 50, 100 и така натаму. Па добро, ќе видиме се како ќе ги поздравиме со интерес. Но знаете што мислам јас во тоа, сакам да искористам оваа прилика. Паралелно со ова, Централната банка на Република Македонија требаше, а сега веќе изгледа ја пропушти можноста да ја укине петилјадарката, која што јас лично не сум ја видел, кој знае колка временски период. Не знам колку се користи, како се користи. Веднаш се враќа во трезорот. Видите, знаете што овие високи деноминации, односно високи апоени, превладува мислењето дека се користат од страна на нелегалните дејности, активности, организирани од криминал и така натаму и така натаму. Дури ево слушнавме денови дека Централната банка на еврозоната, Европска централна банка, донесе одлука за повлекување на новчаницата, на банкнотата од 500 евра, која што дури некој има крстено Бин Ладен. Знаете, мене малку ми беше чудно уште од почетокот и неприфатливо зошто ние се одлучивме со емисијата на новите пари на Македонија да имаме толкава висока банкнота со толкава висок износ. Мислам дека нема никаква потреба заради нивото на животен стандард во Република Македонија. Добро, знаеш ли кога е донесена таа? Доходите знам, не е многу одамна. Значи, доходите, ама и во тој период, професоре, и во тој период, незината вредност беше повисока од највисоката вредност на американската новчаница, која што е $100. Видите, во Америка, која што има 10 пати повисок доход по глава на жител од Република Македонија, да имате повисок номинален износ е, мислам, нонсенс. Така што, моје мислење е дека Централната банка треба да искористи оваа прилика да ја укине петилјадарката. Не можам да тврдам, не знам дали се користи за нелегални активности, нелегални плаќања во Република Македонија, но веднаш да реагирам, воопшто не се користи за нелегални, не се употребува. Бидејќи ако се пушти петилјадарката, веднаш банките ја враќаат во трезор, не се користи. А петилјадарката се издаде 90 со новата концепција на парите што сега ги употребува 94-95 година. Инфлацијата тогаш и прогнозите, никој не веруваше дека толку брзо и така долго ќе одржуваме инфлација од 1-2% и во такви услови беше нормално да се има и таков апоен. Меѓутоа се види дека ја симнавме инфлацијата, ја одржуваме и нема потреба од толкав апоен, нема потреба да се укинува. За не дај Боже, ако затреба да биде употреб, зашто тогаш да печатиме нови пари. Правиме уште една куса пауза за реклами и се враќаме во студиото да ја сублимираме вечерашната дискусија. Колкав економски раст ке испорача годинава, Македонија во голема мера ке зависи од политичката разврска, каков епилог има политичката криза во Македонија. Вечерва можевме да слушнеме од моите и од ваши гости, од економистите и банкарската фела, дека што побрзо заврши оваа политичка криза, економијата ке продолжи да чекори напред. Господине Бишев, зборуваме за алтернативното сценарио кое денеска го објави Народната банка, но неколку дена предходно Европската комисија, Брисел, изрази оптимизам во прогледната прогноза за економски раст, имено ја смести Македонија во 5 најдобри топ економии во Европа со највисок економски раст. На што Брисел го темели овој оптимизам? Па најверојатно оптимизмот е дека сите ќе бидеме рационални и дека ова ќе биде од краток рок. И јас се сеќавам, пошто доста беше споменувана 99 и 2001 година, кога настана Косовската криза, ние исто така планиравме песимистички сценарија, меѓутоа веднаш по кризата сите бевме изненадени кога забележавме 5 до 6% раст од бруто домашниот производ. И тога годината наместо -1 ја завршивме со +2. И тука мислам дека професорот Трпевски повеќе
се сеќава за деталите. Исто мислам од тај аспект, имајќи во предвид дека сепак во еврозоната продолжува вабавата монетарна политика, негативни каматни стапки и самиот оптимизам на Европска Унија исто укажува дека сепак поддршката од меѓународната заедница ја имаме за овие внатрешни проблеми ги пребродиме и ова е прв пат да Македонија се соочува со неекономски и економски проблеми кои се генерирани во Република Македонија за разлика од досегашните сите кризи низ кои што поминавме беа генерирани надвор, а ние ги увезувавме. И од тој аспект и ја исто така би сакал да го делам оптимизмот, но како што и гувернерот објави алтернативно сценарио, сепак не треба да седиме со скрстени расце и доколку не се случи тај оптимизам да се надминат состојбите, да имаме и алтернативна варијанта, што во услови доколку тоа биде продолжена криза. Професоре, дали политичката криза е најголемиот ризик која притиска македонската економија? Тоа е еден од ризиците. Надворешните ризици кои што беа исто така споменати, повеќе пати го споменуваме денешното излагање на пресконференцијата на гувернерот, од увезена, речам, не нестабилност, туку малаксаност на европската економија, односно кај нашите трговски партнери, исто така може да представува ризик од аспект на поборувачката екстерна за нашите производи, односно за нашиот извоз. Со економските показатели и бројки кои ги има македонската економија, слободно можеме да речеме, а и Брисел ја смести во 5 најдобри топ економии во Европа, заедно во друштво со Романија, Малта и со уште некои земји. Така, ако сакате во врска со тоа да коментирам, видите, во интересно е сега да кажеме дека проекциите што ги прави Брисел или Европската Унија, затоа што тие немаат значителни ресурси за истражување на теренот на Република Македонија, тие се подпираат повеќе на проекциите на меѓународните организации, како што е Меѓународен монетарен фонд, Светската банка, домашните проекции, така натаму, секако дека прават и своји анализи, но упатуваат на фактот дека тие веруваат дека во македонската економија има неискористени можности. Самата разлика, тој каматен диференцијал, нели, каматниот диференцијал упатува на приносот на средствата во услови кога македонскиот финансиски систем, иако не сме членка на Европската Унија, еврозоната и така натаму, е прилично интегриран во регионалните и европските финансиски текови, затоа што речисе сите банки во Република Македонија се со странски капитал, значи дека во услови кога капиталот е бесценето ефтин, односно каматните стапки за позајмување во странство се речиси блиски до нулата, секоја инвестиција во Република Македонија, секако во услови како се иземат останатите пред се политичкиот ризик, ветува заработка за оние кои што ќе се охрабрат да инвестираат. И тоа е поврзано можеби со очекувањата на Европската Унија за брзо разрешување на политичката криза во Македонија. Да, господине Трпевски, вие и останатите соговорници неколку пати повикавте што побрзо да заврши оваа политичка криза за економијата, да се врати на вистинскиот пат, на оние позитивни стапки на раст кои можеби ќе беа и повисоки ако не и се случеше кризата. Па, меѓународната заедница деновиве ни прати една лоша вест и две по мене добри вести. Лошата вест е меѓународната кризна група ја смести Македонија таму каде што никој од нас не посакува да биде, а добрите вести е едната ова од Брисел, вие што рекоте за економските прогнози, и ја сметам добра вест и ангажирањето на Германија со праќање на специјален пратеник во Република Македонија да помогне во разрешувањето на кризата, и мислам дека ќе се забрза сега разрешувањето на проблемот. Да не забораваме, Германија е наш најголем трговски партнер. На неа ако и оди на нашата економија и ние ќе остваруваме повисоки стапки на раст. Значи има оптимизам дека Македонија, но и економијата
сепак ќе излезе од овој ќорсокак во кој моментов се наоѓа и ќе ги реализира оние проектирани стапки на раст? Па да се надејаме и да направиме, затоа што од нас зависи дали тоа ќе го направиме и јас се надевам дека ќе бидеме и храбри и разборити и ќе излеземе од тоа и подобри, и поконкурентни и ќе ги обновиме стапките на раст. Почитувани, ви благодарам што вечерва бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Ги анализиравме најновите мерки, но и алтернативното сценарио кое го објави Народната банка. Тука завршува вечерашното отворено студио. Останете со телевизија Нова да ги слушнете и најновите информации од Македонија и светот. Убава вечер.